Здраво на сите. Ево втор ден лайв. Се надевам ќе го одржам овој челендж, иако имам толку многу активности и сесии во овој период, но ветување е ветување. Би сакала да знам повеќе од вас кои се тие теми што сакате да ги обработам, но засега имам и исто така и доволно. Во групата ми пишувате, во групата за свесно дружење ми имате поставено неколку теми, некои приватно. Епа вака. Денеска ќе зборуваме на тема само саботажа. Мислам дека оваа тема нема човек што не ја поминал во животот, дека нема некој што не се себе саботирал во некоја смер од животот, некоја област. Па како да препознаеме дека се себе саботираме? Првенствено има 4 начини како, 4 симптоми каде што може да препознаете дека се само саботирате. Прво, одложувате активности и влегувате во комфорт зона, односно во тоа што ви е познато. Односно, одбегнувате одговорност и малку напор и стрес за да останете во комфортна зона. Иако знаете дека тоа комфортно не е толку комфортно колку што мислите. Друг начин или друг симптом каде што заприметувате дека се себе саботирате е кога постојано се ветувате нешто и го прекршувате тоа ветување, и тоа ве ведува во тој круг постојано да си ветувате нешто, го прекршувате тоа ветување и се чувствувате виновни поради тоа и постојано се вртите во круг. И тоа ви намалува исто така и самодовербата. Друг синдром или симптом на тоа што ве прави да се себе саботирате е се себе убедувате дека тоа што треба да го постигнете, уствари тоа не го сакате толку многу. Не го сакате тоа тело, не сакате толку многу да постигнете некој голем успех и така натаму. Едноставно се себе убедувате како е подобро да не го имате нештото, каде што всушност длабоко во себе знаете колку би било убаво да го имате тоа тело, тие финансии, таа самодоверба, тој однос, тие искуства и така натаму. Значи, длабоко во себе знаете колку го сакате тоа, но на некој начин се убедувате дека тоа не е за вас. Односно, играте на мало, playing small. Исто така, друг симптом е дека дека едноставно одбиваш помош околу тебе, луѓето ти помагаат, те поддржуваат, но ти цело време викаш не, иако знаеш дека тоа е тоа што го сакаш. Значи, постојано ги прекршувате своите ветување, одбивате помош, се убедувате дека тоа што го сакате, ствари не го сакате толку многу и одложувате постојано, односно откажувате нешто за да бидете во комфортна зона. Сега, како да престанеме да се себе саботираме? Ова искрено и не е толку едноставен проект, затоа што ние сме се навикнале со еден концепт. Например, сме се навикнале да не живееме во самодоверба, сме се навикнале со еден стил на однесување со нашите блиски, сме се навикнале со одредена количина на финанси, сме се навикнале како да се однесуваат спрема нас на работното место, сме се навикнале на што и да е, на нашето тело, а сега сакаме нешто повеќе. И за тоа да се случи, треба да се активира една голема количина на енергија за да се случи до промена. И тоа за нас е стресно, тоа за нас е тешко и напорно. Тоа го знам, значи прво јас себе го имам почувствувано на своја кожа, а тоа преку работата со клиентите, каде што на почетокот им станува толку многу тешко да размислуваат позитивно, затоа што биле цело време навикнати да размислуваат негативно. И тоа е како кога ќе седнете да учите прв пат да свирите клавир. На почеток тоа е тешко и напорно, се додека не се навикнете и се додека вашиот ум не се навикне на некои образци, а натаму станува се полесно и полесно. И сега ќе ве прашам, што е потешко? Дали е потешко да се навикнувате на тоа што знаете дека ќе ви носи бенефит или да живеете несреќен живот? Што е потешко? Одлучете вие. И вашата свесност, и вашиот рационален ум, користете го да сватите што е потешко.
Исто така, што може да ви помогне во да ги надминете тие само саботажи е да видите во која околина се наоѓате. Едноставно да направите скен на околината. Ако сега, например, сакате да намалите, не знам, неколку килограми, треба да знаете дека во вашиот дом не треба да бидат доста грицки, благи, да се храните во ресторани, да одите на гости каде што се служе таква храна и така натаму. Значи, вие треба да си ја правите околината прилагодена за вашата цел. Или, ако сакате да постигнете некои финанси, дали ќе бидете во средина каде што постојано се зборува, тешко е, нема пари, инфлација е, не се постигнува и така натаму. Значи, вие бирате во каква средина ќе се фокусирате. Или, ако сакате да останете позитивни, ќе ги одбегнувате луѓето што се негативни, или ќе станете индиферентни на нивното однесување. Ви препорачувам најдобро е да ја одбегнете таа околина, но тешко е да станете резилиентни ако не сте извежбани на тоа. Тешко е да до вас се зборува цело време негативно, а вие да останете позитивни. Едноставно треба прво да го извежбате тоа. И едноставно некои работи ни се кодирани внатре во нас, некои работи се врзани за нашето детство и затоа тука настапува хипнозата и затоа е тоа феноменално кога станува збор за хипнозата. И тоа е истото што ќе го работиме во Охрид на работилницата, каде што ќе ги препознаеме посебно тие однесувања што ни се повторуваат. Например, едните исти кавги, едните исти проблеми со финанси, едните исти проблеми со здравјето и така натаму, од каде потекнуваат тие? Затоа што зошто се себе саботираме или ги правиме истите работи кои знаеме дека не ни служат? Затоа што или нешто добиваме од тоа, или е подобра варијанта од спротивното. Запамтете го ова секогаш. Се што правиме во животот, или имаме корист од него, или колку и да изгледа тоа абстрактно, абсурдно, или е подобра варијанта од спротивното. Зошто? Ево ќе ви дадам еден пример. Доколку во детството сте имале искуство дека сте имале љубоморно другарче, кое постојано ви било љубоморно на нешто што имате, и вие сте правеле да не постигнувате доволно успех на некое поле само за тој да ви остане ваш пријател, да не биде љубоморен. Овој образец може би подсвесно да го задржиме и додека сме возрасни, и тоа го практикуваме и меѓу колегите. За да не ни бидат колегите љубоморни, ние нема да го дадеме својот максимум, својот потенцијал и ќе играме на мало. Ова се обраци, може да биде од најразличен тип. Сега јас го зедов овај пример. Например, сме реагирали, например, да сме смирени, било за нас како деца невозможно, односно бил одбравен механизам да бидеме бурно реактивни, затоа што можеби нашиот родител бил алкохоличар, бил насилен и така натаму, и ние мора да реагираме за да се заштитиме. Тоа биле обрамбени механизми, како со другарчето, така со родителите, за да се заштитиме како деца. Но денес повеќе не ни служат. Јас знам, имав свој механизам. За да ги задржам моите другарки, затоа што имав чувство на ниска вредност кога бев дете, за да ги задржам моите другарки, и јас им поклонував работи. Им ги давав моите играчки, облека. Во тој период кога јас бев дете, татко ми беше во Америка и ми носеше играчки, облека, кои ги не беа во Македонија. Прва имав компјутер, прва имав ролери во мојата населба и тоа го давав. Значи, јас не знаев да управам со компјутерот толку колку што знаеа моите другарки. Не ги имав јас возено толку ролерите колку што моите другарки ги имаа возено. Тоа го користев за да добивам љубов. Јас добивав нешто од тоа. Но во моментот кога растев и го практицирав тоа, во еден момент почувствував дека тоа повеќе не ми функционира, дека ме себе саботира и одлучив да не го практицирам повеќе, значи да не добивам љубов на таков начин, да си ја дадам прво себе љубовта,
а да дадам и да поставам граници колку што сакам. Тоа беше еден одбранбен механизам кој јас го користев. Размислете кои се тие механизми што сте ги користеле како деца, а може би се уште ги користите, а не ви служат повеќе. И за да престанете да се себе саботирате, едноставно направете скен на вашата околина. Што во вашата околина ви представува потик да уште повеќе се себе саботирате. Дали е тоа вашите пријатели исто се однесуваат така со храна бахато или јадат многу или не јадат нездрава храна, а вие сакате да држите режим и доколку сте постојано во нивна околина, тоа ќе ви биде тешко. Може би треба да направите пауза, да не сте во нивно присуство се додека не се зајакнете себе си, али бирајте околината како е важна да престанете да се себе саботирате. Поставете ми дали има некое прашање, кој е вашата тема на себе саботажа, во кој смер постојано си ветувате и одложувате. Има многу начини како да си помогнете, но ево ви давам овие два типс како можете да препознаете каде се себе саботирате и што добивате од тоа и да бидете нежни во таа промена. Да почнеме нешто ново значи напор, вложување, значи да ни е тешко, но дали вреди. Ставите фокус на тоа каде одите. И кога сте консистентни со тоа, кога ќе почнете да ги видите резултатите со тек на време, тоа дејство ќе се забрза. Само останете доследни, останете трпеливи и промената ќе се случи и ќе уживате во вашето ново јас. Во мојата програма Врати ја својата моќ имаме концепт каде што го пишуваме новиот идентитет и чекори до таму и за 6 недели се случува таква промена, да чекор по чекор стигнуваме, го чувствуваме тој дел, да едноставно промената се случува толку многу брзо, како поддржано со хипнозата, така и со активности во секојдневието и дали се работи за килограми, дали се работи за здраве, дали се работи за партнерски однос, дали се работи за финанси, односи на работа и така натаму, на секое поле е истото. Значи, треба да не стои фокусот на тоа што го сакаме. Исто така, што користиме. Го доведуваме тоа минато во сега, односно тој идентитет. Пред некој ден ја прашав мојата клиентка што сакаш, што е тоа што сега во овај момент го сакаш. И таа ми кажа, ја сакам таа количина на финанси за да имам таа слобода, да имам таа можност да правам што сакам и така натаму, да го живеам со животот од соништата. Јас си реков, ајде сега наброј ми како ќе се чувствува таа личност, што прави, како се однесува, кој атитюд, значи кој држање, кој став го има. И кажав, сега живеј го тоа, тој став. Затоа што не треба да ги имаш, значи слободата е во главата, не е во парите. Ти можеш да се чувствуваш слободна денес, можеш да се чувствуваш весела денес, можеш да се чувствуваш конектирана денес, можеш да се чувствуваш самоуверена денес. Не треба да одиш некаде. Инстант тоа може да се случи. Кога ќе поставиш намера. И кога ќе сватиш дека не треба, не знам, кој да биде во твое присуство за да се конектираш. Ти можеш да се конектираш сама со себе, можеш да се конектираш со твоето милениче, можеш да се конектираш со касиерката, било како, ако ја сакаш таа конекција, ако ја сакаш таа поврзаност. Значи, слободата, љубовта према себе и тие некои емоции кои сакате да ги постигнете поради нешто кога ќе се случи, тоа можете уште сега да го постигнете и да престанете да се само саботирате уште сега. И кога ќе го почувствувате ова реверс акција, кога ќе го почувствувате уште сега, акциите ќе следуваат и само саботажата едноставно ќе падне. Преслушајте го уште еднаш ова видео, многу информации ставив и ова детално и описно и направи ваши примери ќе го работиме на работилницата во Охрид. Пријавите се отворени, ве чекам да се пријавите и ќе биде едно незаборавно искуство каде што 3 сати детално ќе работиме на тоа што се вашите образци, секој за себе, не мора да ги споделувате со другите, но ќе имате алатки во самиот момент
каде што ќе можете да ги користите. Па се гледаме утре на друга тема. Чао!